По повод 25 мај, денот на младоста и роденденот на Тито, и оваа година Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани организираше поздрав и испраќање на штафетата на младоста. Оваа година се собраа во најголем број. Штафетата ја прими претседателот на Титовото Сдружение во Кочани. Тоа е доказ дека можеби полека ќе почнеме да се враќаме на оние идеали кои што не водеа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и под раководство на нашиот претседател, маршалот на Југославија Јосип Броз Тито. Зовевме тука да го прославиме роденденот на маршалот Тито и денот на младоста. Иако не сум роден во Југославија, сакам да остане во сеќавање на идните генерации таа држава, затоа што за да соедините три луѓе од три вери, значи во Југославија живееле муслимани, католици и христијани, треба да бидете многу голем човек. Значи треба да биде пример за сите бивши југословенски држави. За прв пат активноста беше следена од екипа на новинари од Јапонската национална телевизија. Договорот за нивно присуство падна на 4 мај, кога представници од Кочанското Сдружение беа на гробот на маршалот Тито и таму се договорија пристигнувањето на штафетата во Кочани да се емитува на Јапонската телевизија. Повтор пат сум во Македонија, ја посетив и Виена, и југословенските држави и Централна Европа. Планот е да ја пуштиме оваа активност на националната телевизија во Јапонија, а моја идеја е да подготвам и документарен филм за Титовата штафета, како и историја за овој регион. Беа доделени благодарници на истакнати членови на Сдруженијето кои што помагаат во одржувањето на ваквите манифестации. Манифестацијата заврши во центарот на Кочани со пеење на песни и играње ора.